Дутре напладне УПОС ке каже дали ја прифаќаат подадената рака од владата за исплата на 8% додатоци на плата во следните 3 години или зголемување на платите на административците до 40% до 2028 година. Првиот човек на УПОС Дејановски вели дека иако помалку од оно што тие го бараат, сепак ваквата понуда е прифатлива за нив, но се чека мислењето на синдикатите од внатрешноста пред да ја соопштат конечната одлука. Мислам дека сме на добар старт, дека нова може да се дополнува секое и да се дополнува и да се допреговара. Не состанокот денеска се договоривме утре да им сообщиме на владата нашата одлука и веднаш потоа да прифатиме да пристапиме кон изработување на колективен договор кој би го пишеле сите овие органи во кои што би ги имало овие покачување на или на додаток на плата или на плата, тоа треба дополнително да го утврдиме. Додека се чека одлуката на УПОС, Конфедерацијата на слободни синдикати потврдија дека ја прифатиле понудата за зголемување на платите на административните службеници во рок од 25 до 26 месеци, почнувајќи од 1 март годинава до март 2028 и заедно со линеарното покачување дополнително да се покачуваат и платите по 8% секоја година. КСС уште од првиот момент ја прифати понудата кога таа беше изнесена без обструкции, без калкулации, без злоупотреба на работниците. Нашиот став беше и останува јасен. Секоја реална можност за подобрување на материјалната состојба на вработените треба да се искористи веднаш, велат од КСС. Условот на владата до УПОС е тие да се откажат и од колективните договори, иако тие не се потписници на истите, туку ССМ. Доколку синдикатот прифати да се откаже од општиот колективен договор, овие работници ќе треба да потпишат нови колективни договори. Независно каква ќе е одлуката на УПОС, тие не се откажуваат од барањето за 600 евра минимална плата и остануваат на најавените протести. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.